Нема да го пуштам ни Наум Стојковски као се ситеше со пожарите и тераше цинизам и иронија. Нема да го пуштам ни Мицковски кога идеше да им носи вода и деме глумеше дека гаси пожари у Будинарци у Пехчево. Нема да пуштам никој од нив кои што пожарите ги користеа за да тераат кампања, партиска кампања. Пред 2 години. Никој од нив нема да пуштам. Пошто ако имате меморија од 3 минути, тоа е тоа, сега 3 секунди, тоа е тоа, не може никој да ми помогне. Мене ме чудат овие од СДС, зашо они не се организираат сега да идат да гасат, таму и да му покажат како се гаси. Излагао ни на пресови, ова ја изгорја државата, неспособни, вакви, такви, горело, Заев бил не знам каде со Филипче, ова. Сега каде е Мицковски? Излегол Мицковски? Еве ви го, Пандов, шо има имот и плюс дека зимал 60.000 денари плата од штаб. Дали видовте Пандов кол кафе имот има? Он се такмичи, знаеш што е? Ја го размишлям. Чекај, дали виде кол кафе имот има Пандов? Видов, ама знаеш што е? А дали знаеш дека Пандов взимаше плата од штаб? Да, 1000 евра. Шо збориш? Пандов взимаше 60.000 денари плата у штаб како председател на Патриотски институт, а по анкетниот лист е мултимилионер. Слушај, он има поише пари од цел институт, сите членови заедно. Поише имот има. Само од Мицко. Од тие гревовите таму што се. Дај да пуштиме да го видиме имотот на Пандов. Што има? За мене може кафе. Слушај, ти кажам, ја размишлав, они шо било кафе само да. Да му ефтино. Слушај, да, од најефтино. Слушај се, ја размислав, он уствари сега. Ама дај ни првиот од Пандов скриншот. Ќе да. Слушај сега, он што прави? Он уствари сега уринира по другите колеги од владата. Они сега уринираат кој најдалеко ќе фрли, во смисол кој е најбогат. Имаш ти некој таму надпреварување, кој е милионер, кој е мултимилионер и кој е на врвот на милионерите. А уствари сите се богаташи. Значи, ако собереш, ја мислам дека екипата на Мицко тежи најмалку пола милиарда евра. Дозволи ми да завршам. Најмалку пола милиарда евра тежат луѓето, бе. Па тие може да ја придвижат економијата напред, бе. Они само нивните средства да ги уложат, Македонија ќе има развој и покачување на GDP. Па погледај ги, човече. Браво. Браво, ја тоа викам, браво. Филип човече се облакаше косплей, како се вика, као комита војвода, брат, ги дупеше луѓе. Ги дупеше. Нели сваќа? Ама чеве малце, зимал плата стварно. 60.000 плата. Стварно зимал плата. Абе, го ставија таму. Сакаш да ти кажам како е придобиено. Срамота е веќе. Ама сакате ли да ви ја кажам приказката? Баш размислав дали да ја збориме. Ајде. Па ние кога најави Грује дека ќе се повлекува. Добро. И седнавме у кафич. Може и да ја знаеш состојбата. Ја, Шанац, Дашто и Пандов. И се договараме еден од нас четворица да избациме за председател. И тогаш им се јави уствари Сашо и ги повлече за уши на Дашто и на Пандов и ги седна позади Мицко. За да не се направи друг да влета во Баландово као кандидат. И таму ги стави, они не беа делегати. И ги стави од тогаш, они си се ставени, нели, у мултимилионерската екипа. И сите се ствари мултимилионери, нели, на Дашто куќа му открија на Калкидики и така натаму и тако дале, што би се рекло. Да. А иначе ова со тие маршовите или инденски коњани, тоа е шупчење. Тоа ти е сега го нема. Мозок. Сега не е. Ама нема потреба сега. Се више нема потреба. Чекај, сега нема коњаница? Не, има коњаница. Коњаница има, ама нема, да. Не. Сега е директор на тие. Кај ќе иде сега? Сега Димса нека го пратат да јава. Значи, слушај се. Димса. Баш размишлям. Нели имотниот лист што му е километарски. Викам, овој од сите членови во институтот поише има заедно да се соберат, не може да го стигнат. Но тоа е трагедија. Не е трагедија. Трагедија е. Не бе, брат. Абе трагедија е да зимаш 60.000 денари месечно од партија, а да имаш милиони, брат. Тоа е брука. Ема се. Ајде да го видиме имотниот, го има режија? Ај режија, пушти го имотниот да видиме што има. Значи како е види, у суштина односот кон партијата
можеме да го пресликаме после и односот кон државата и така натаму и така натаму. Значи тоа е односот кој што овие луѓе кои што се представуваат за патриоти го имаат кон институциите. Ајде, BMW четврка. Нели ви кажав овде лани дека го купи. BMW четврка 20.000 евра. Интрудер мотор. Добро. BMW R9T Scrambler. Уште еден мотор, Triumph Truxton Final Edition, уште еден мотор, 20.000 евра. Добро. После има стамбена куќа 418 квадрати, 40 милиона денари вредност. Колку е тоа? 700.000 евра. Да. Зелеников уште една стамбена куќа 30 милиони денари. 500.000 евра. Колку? 500.000 евра е 30 500.000 евра. Стамбена зграда 20 милиони евра во Кисела вода, таа е туку комшика е нас. Тоа е 300.000, 330. Уште една стамбена зграда, вдека исто е туку таа истата, кај нас таа е 3 милиони 300, тоа е станот. Има уметнички слики 2 милиона денари, злато милион денари, часовници милион денари, 10 биткоини, сега во моментот вредат 37 милиони, тоа е 600.000 евра. Во моментов толку му вредат. Значи, друго, има оружје, пушки, пиштоли, да ја отворете таму устранство и така натаму. Да. Сега има небе, патриота, овие се све, како да ти кажам, Скрамблер и Тракстон, Триумф Тракстон. Какви се овие бе? Не ги знам овие. Како да ти кажам, овие се моторчиња за шминкери, ова не е мотор. За шминкери, брат. За Демек. А добро. Демек у стилот, не знам, некој. А што работел Пандов во животот? Ке ти кажам, че да видиме другите листови. Кој ги прат? Значи, кој ми стигна камен... Мистер Мияги призна има вкус за мотори во водата Пандов. Кој бе, брат? Скрамблер, 9T? Не ме зезе. А убав е личи. АП, брат, не ме зезе. АПН! Личи бе градски. Абе, дај жити, кој градски кул. Што е тоа градски мотор, брат? Градски. Мотор е мотор, или возиш мотор или не возиш мотор, а не да Кул се е, шминкаш. Како у 60-тите. Абе, беге тоа. Како знаеш Па кој за се качи 60-тите ќе возам мотор од 60-тите, а не нешто што кој ќе личи се на качи на мотор него од како 60. Јамедине, Абе, како дај, Джеймс шити се, Дин. брат. Кој го се залиже. Триумф Тракстонот исто, мислам ја тоа. Джеймс Дин бе Не би возел. од Зеленикова. И интрудерот, да. Джеймс Дин од Зеленикова. Интрудерот го има од времето кога бевме пратеници. Тогаш 2001 мислам. Ај сега како се збогати Пандов? Ја тоа не знам. Оружје има, пушки има пиштоли. Ајде, спуштете најмте да види како изгледа. Ајде, пуштете. Сега ќе ви пуштам како бе. BMW. Фан вика изненади Пандов за сега е на прво место. А тоа од платата 60.000 од После партија. Мицко. Па сега му е 2000 евра платата, така? За функционерите е 2 бона. Да. Сега може да си купи поише, уште поубави. Истваков има. Скроз. Сега ќе ви го пуштам да го видите. Еве го. Наки отворив месенџер. Еве го ист. Таков А ист. чекај бе. Друго нешто. Абе стигнало тоа со камења. Еј, Од штип. Еве го бе кај што зимал плата бе Пандов бе. Од партија. Кои се вработени? Види. Пушти колку имот има и паралелно Чекај, Пандов како зимал пари. прво да видиме од моторите. партија. Ај пушти ги брат овие двата. Па за ова пари не би дал бе брат. Треба да имаш многу пари за да ги гориш вака за шминкање. МВ Агуста F4 брат е стара машина, мислам се, тоа не е сериозна машина. Убаво, ама не е сериозна. Супер велоче. МВ Агуста супер велоче, тоа е нешто што и ја го гледам. Ајде, пушти. Камо видиме моторчината? А што е ова? Нешто прекина изгледа преносот или не? Не бе, не, окей. Не, тука. Ги пушти бе? У секунда закасни нешто. Да, ајде да видиме. Ист ваков има кој оној доле. Скрос ист. Ај пушти Джеймс Дин каков мотор вози. Никаков да, абе осте да не биде селјак кој ти жити све.
Джеймс Дин како. Пандов, Джеймс. А и овој горе е Триумф Тракстон. За ова пари не би дал, па не знам. За се така малце да се свиткаш. Трапези да развива. Па не си свиткан овој. Види како е ово, ручки бе. Кој бе? Па на тој горе. Тој 65 коња, знаеш? Точак. О, па зашто го купил? Зато зеленико. Па ја што ти кажа? Па со овој не може на автопат да искува. Па сега што ти кажувам? Значи ти кажувам дека станува Овој само за да се слика. за шминкање, така. Ај пуштете. Овој како Од кај е зимал плата? МЗ-125-ка, да. Од кај ги Ама- купил биткоините? Ај пуштај ми колку плата зимал? Од штаб. Од честните членови на ВМРО ДПМН. Да видиме. Абе само Од Следите платите? 9000 на дудлање. Ајде да видиме. over 9000. Дудлање, левел Ајде да видиме 9000. овие што се објавени. Како? Кој зимал плати у штаб? На македонски начин както да. Атанас Атанасовски, наместо да се сидите да одите да гасите, поди ти бе, што коментираш? Ова нас ти е работа. Нас ти е работа ова. Нас да не објавиме ние дека има пожари, нема да отидат да гасат. Пошто лажат и кријат. И викаат дека Дека се има изгасени. пожари. Да. Лажат, кријат дека има пожари и викаат, што вика Филип, дека се изгасени за да изгори све. Нас ни е работа ова, да информираме јавност дека има пожари, дека ве лажат дека нема. А ти, пошто очигледно немаш друга работа освен дека се правиш паметен учат, иди ти гаси. А да го ставиме малку на пауза. Не треба да го Ама оставиме. дискриминиран македонец ти кажа. Вика не можеме да гасиме, колената не болат. Еве ги овие што зимале плати, овие се пријавени у како се вика? У штаб, така? Овие се пријавени у штаб. У Белата палата. Да, Луке Галевски, Сашо Павловски, добро, не е битно кој, и Александар Пандов. И сега сите овие се функционери државни. Сега се сите функционери. Значи од штабски функционери у државни. Да. За нив зима нема. Ама проблемот е бе Пандов што зимал плата А е е милионер. мултимилионер. Зашто да ја арчиш партијата за 60.000 денари месечно, која имаш згради, у кои што имаш станови, кои што ги издаваш, значи ти за не трпиш за леб бе човек. Зашто да ја трошиш партијата? За инат. Зашто му се може. Пушти го Е, некако затоа. паралелно да го видат луѓе во имотов. Значи Пандов взимал Не плата, бе, овие да, нека видат овие што се сликаат со него на тоа патриотскиот институт што не е институт. Што има само име, што се вика институт. Нека гледаат тие што се собираат по вечерите таму по Крива Паланка, по Пекчево, по Делчево. Атанас, да му одговорам и на тие кои што сега ние нешто демек сме се сителе. Да те потсетам и да си ги видиш, пошто ја нема да ги пуштам овдека ни Наум Стилковски, кој што као што вика овдека кој рече, Алек, нема да го пуштам ни Наум Стилковски као се ситеше со пожарите и тераше цинизам и иронија, нема да го пуштам ни Мицковски кога идеше да им носи вода и демек глумеше дека гаси пожари у Будинарци у Пехчево, нема да пуштам никој од нив кои што пожарите ги користеа за да тераат кампања, партиска кампања. Пред 2 години. Никој од нив нема да пуштам. Пошто ако имате меморија од 3 минути, тоа е тоа, сега 3 секунди, тоа е тоа, не може никој да ми помогне. Мене ме чудат овие од СДС, зашо они не се организираат сега да идат да гасат, таму и да му покажат како се гаси. Излагао ни на пресови, ке ова ја изгорја државата, неспособни, вакви, такви, горело, Заев бил не знам каде со Филипче, ова. Сега каде е Мицковски? Излегол Мицковски? Еве ви го, Пандов, шо има имот и плюс дека зимал 60.000 денари плата од штаб.